Да, живееме во време во кое светот се соочува со се поголеми кризи, политички, економски, безбедносни и хуманитарни. Каква е улогата на новинарите во глобални конфликти? Прашуваме наредниве минути. Патем како да се одолее и на целата пропаганда, лажните вести, политичките притисоци. За овие и други прашања во наредниве минути ќе анализираме со колегата Павле Беловски, кој патем е и председател на самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници. Добро утро. Добро утро, ви благодарам на поканата. Имаме актуелни теми за кои што говориме изминатиот период, некако глобалните конфликти ни се постојано во фокусот и за тоа се известува. Последно односот на релација Иран-Израел, за среќа конфликтот траеше само 12 дена, но не е единствениот кој што не вознемири. Каква е улогата на новинарите во состојба на глобални конфликти? Со еден збор пресудна. Бидејќи не информираме јавноста и јавноста ги добива информациите од нас. Но ова колку има преносно значење, кажано од мојата уста, бидејќи ние не сме таму. А треба да говориме за работи кои не ги гледаме. Нели, гонзо новинарството, кога си присутен и кога си во случувањето и кога можеш да ја пренесеш сликата, се најавтентични и најточни, тука не може никој да не спори нас. Зборувам јавноста. Меѓутоа, кога не сме таму, се отвара низа прашања. Како да говориме вистината, а кога не знаеме што се случува. Овие конфликти се затворени конфликти. Теренот е контролиран, ако сакате Израел, Палестина и нели целосно е затворен регионот Газа, појасот и Донбас во Украина и Русија, така што новинар не може да пристапи таму, освен оние целни наменски известувања, и тоа е еден вид веќе пропаганди, многу добро знаеме, така што мислам дека ние имаме недостаток од информации, а нашата јавност исто е желна и сака да знае што се случува и е многу тешко да дојдеме да ја креираме вистинската слика. Верувајте го, велам тешко, тоа е нашата секојдневна работа, се потпираме на информации од извори како што се нели украинската армија, Министерството за надворешни на Русија и така натаму, релевантни извори, но тоа е премалку за да се види сликата. Сепак во еден конфликт како што беше распадот на Југославија, Босна и Херцеговина имаше подостојно, пристапно можности за известување. Колку е тешко да се остане неутрален кога се известува за глобални конфликти? Споменавме пропаганда, споменавме дезинформации, да, дефинитивно се чести, тие може да се случуваат и кога се известува и од терен. Меѓутоа, како тука да се препознае неутралноста и како да се остане неутрален? Многу е тешко да се направи таа дистинкција, така што сега ако би дали еден заклучок, вистината е некаде помеѓу војната пропаганда, војната машинерија, на креирање на вести и лажните информации. Така што вистината е тука некаде помеѓу. Меѓутоа, за волја на вистината се уште имаат ресурси и капацитети нашите колеги од BBC, постојаните известувачи на Associated Press, France Press и така натаму, имаат капацитети и ресурси, доаѓаат до релевантни информации од терен, така што ние сме преплатени, барем оние сериозни медиуми кои имаат одговорност како радиодифузери во нашата земја. Внимаваме и ги проверуваме информациите, меѓутоа напливот на дезинформација е огромен, бидејќи сето тоа оди на контото на пропагандата, односно кој има интерес, која вистина да помине како таква. Многу е тешко, особено еве погледнете го, нели сите сме новинари сме, погледнете та негативната страна на известувањето Израел-Палестина. Од една страна ние имаме наклонетост и добри политики со Израел. Зборувам во мир и во добробит. Меѓутоа, сега кога настана тој конфликт, многу е тешко и самото македонско општество да фати страна, односно да биде на страната на вистината. Така што не би сакал сега да отворам многу прашања и дилеми, меѓутоа секој од нас си го поставува прашањето каде сме ние со впечатоците по однос на тој конфликт. И новинарството не се одвива само на терен, ниту пак во редакција, се одвива и на... Во нашите глави. Така, апсолутно, меѓу другото и во дигиталниот простор, каде што и алгоритмите и коментарите го креираат амбиентот во кој што ние работиме. Колку новинарството губи во вревата на социјалните мрежи и сето тоа што може да се напише и прочита таму? Се отвара оваа дилема, сега дојдов последно од годишното собрание на Европската федерација, изборно беше оваа година и нормално главна тема прединачеше паметната вештачката интелигенција, дали нас ќе не замени и дали ќе придонесе да се уште повеќе бустираат тие лажни вести, продукција на содржини, бидејќи нели секој со мобилниот е новинар во денешно време. Меѓутоа не е така, се водат сериозни дебати, фактите се поделени.
се додека ги користиме како алатки. И мобилниот телефон, и социјалните мрежи, и ChatGPT, и Artificial Intelligence, сите тие како алатки ни се добро дојдени. Меѓутоа, ако ги користиме како извор и ги користиме како замена во крајна линија, тогаш не имаме проблем. Меѓутоа, одговорот таму, па и тука гледам, ние веќе го заговараме тоа прашање, е медиумската писменост. Ако ние се образуваме како граѓани, како гледачи, како аудиториум и пред се како интелектуалци, ќе ги препознаваме состојбите. Јас не сум уверен дека може целосно да преовладаат лажните информации на социјалните мрежи. Сепак љубопитноста на човекот не може да се сузбие, нашата имагинација не може да се сузбие. Затоа сме вид кој се разликува од се останато на планетава Земја. Така што ние мораме да разговараме, да почнеме сериозно да разговараме, пред се ние да се обучиме како вештачката интелигенција, алатките, социјалните мрежи да ги користиме како помош во нашата работа. Бидејќи авторот нема да го замени никој нема да го замени стилот. Стилот е самиот човек. За стилот се разговара последниве 20 века, така што мислам дека тешко дека ќе дојде до наша замена, иако имаше пример изложен таму. Во Шведска веќе го има првиот наш колега Аватар на националната телевизија. Да, не знае дали таму се спомена колегите од Шведска, меѓутоа видете како они тоа интелигибилно го презентираат. Смислата не е дека некој наш колега е заменет, туку да можат гледачите да се едуцираат медиумски, да видат каква е разликата, која е разликата, што ни ги запознаваат со разликите. Ние разликите ги ставаме под тепих често и после ни доаѓаат проблеми. После ни доаѓаат на напред. Новинарството е јавно добро и без професионално новинарство нема демократија, но знаеме за независно и професионално новинарство треба да има слободни социјо независни новинари. Дали сме такви, ќе прашам каде сме на оваа тема во споредба не со светот, туку гледајќи што се случува сега, ќе прашам со регионот. Со оглед на тоа какви се медиумите во регионот, какви теми и приказни обработуваат новинарите од некои од регионалните медиуми. Каде сме во целата оваа приказна ние? Или што им нудат ресурсите. И ресурсите. Ресурсите ги ставаат на располагање да има што поквалитетни содржини. Ние често кога разговараме со другата страна, со работодавачите, го изложуваме ова како наш главен аргумент. Колку сме ние подобро ситуирани, подобро платени, колку ни се условите подобри, дали имаме клима или немаме клима во разладување во ова студио. Толку ние сме поангажирани, толку нудиме, создаваме, креираме подобро парче, подобар квалитет и нудиме помотивирани сме и нудиме подобра програма. Така што тоа треба да биде взаемен однос. Ние се уште сме во еден примитивен, рудиментиран однос како ние нешто бараме, па они нешто не даваат и тоа трае постојано 30 години. Не, ние треба да дадеме, да побараме, да вратат, така што само преку добро ситуирани, обезбедени работни места, кога велам обезбедени, сигурни работни места, веќе ни се сигурни работните места, тоа да немаме дилема, нешто ако ништо друго абсолвиравме, нема кој да не замени веќе. Никој не приоѓа на оваа професија, ниту се едуцираат кадри на факултет, за жал. Така што работните места ни се сигурни, но мора да ги подобруваме условите и примањата со оглед на растот на цените, трошоците на живот. Ако се споредуваме со регионот, таму се вложуваат повеќе капацитети, се вложуваат повеќе средства. На крајот од денот колачот и говорното нарече јазично се поголеми. Еве ако зборуваме, нели, српскиот јазик се говори на многу поголема територија, од поголем број луѓе се разбира истовремено. Ние сме македонскиот јазик се зборува на многу помала територија и се однесува на многу помалку консумерс, на купци, гледачи воопшто. Така што е многу тешко да се создаде создадат еден маркетинг колач кој може да одговори на нашите потреби, зборувам потреби на гледачите, да создаваме квалитетна содржина. Меѓутоа, тоа се модалитети, може надолго да зборуваме како да се промени, нели, начинот, бидејќи не е факт дека повеќе ни се одлеа сите приливи на Google платформите, YouTube, Facebook, така натаму. Ние воопшто во нашите медиуми не се слеваат пари од реклами. А бидејќи немаме млади новинари, тоа значи дека кај нас присилно треба да почнеме аватари да обучуваме, бидејќи за 10 на 15 години кој ќе работи по медиумите денеска? Одлично прашање. Бидејќи по 1-2 студенти имаме на новинарство. Во медиумите не гледаме млади луѓе на пракса во никој од медиумите. Ние сме најмладите. Каде ќе бидеме, ние сме најмладите, најмлади, 40, млади нема.
каде се медиумите за 10-15 години од сега? Ова е сериозно прашање, ќе се гасат рефлектори или што ќе се случи? Што ние системски приоѓаме како проблем, па и ова да го разговараме. Се депопулација ни се случува во професијата. Да не велиме само новинарите, ајде нека бидат и медиумските работници. Ние ќе немаме ниту сниматели, ќе немаме зад камерите кој да вклучи и исклучи. Воопшто ќе немаме кадар, затоа што ние не ги создаваме. А не само што не ги создаваме, ние ги одвраќаме да приоѓаат на оваа професија. Еве што слушнаа денеска младите. Дека е лошо, немојте да работите новинарство, не е платено или нема услови. Така што мислам дека треба посериозно да влеземе, системски да му пристапиме. Нормално секогаш е владата, извршната власт во Македонија, така е постојан политичкиот систем, и да изнаоѓаме решенија како пред се да ги мотивираме, особено од онаму кај што доаѓаат, а тоа се локалните и регионите и локалните средини. Затоа што таму почнуваа новинарите. Не знам дали паметите нашата генерација се сеќавам, прво секој во својата дописничка мрежа, па доаѓаш. Кога ни згасна регионите, тогаш ние мислам дека дојдовме до ова да го нагласиме како екзистенцијално прашање. И на ова дискутирате изминатиот период се погласно и погласно ги повикувате на дебатите сите општествени чинители, колку состојбите во новинарството се третираат како нешто за што е потребен општествен ангажман, а не индивидуален. Не земаат ли освен ние самите некој друг здрав за готово? Јас мислам дека ова е мој личен впечаток, бидејќи сум инволвиран во сите тие процеси секојдневно, и овие независно новинарство колку 31 година ќе му славиме, како излеговме таа општо одговорна професија. Мислам дека впечатокот на елитите, зборувам елитите, интересните групи, бизнис, како сакате земете ги, се освен граѓанинот, гледачот, не доживува нас како алатка. Дека во еден момент може да не врами, може да не насочува како и да добива известување. И да добива известување како што сака. Меѓутоа се видоизменува, нели, па и нашата професија и нашиот печаток и генерациите кои доаѓаат потоа, и мислам дека јазот сега е огромен, гледаат дека не можат да не манипулираат, влијаат, да бидеме нивна услужна дејност, така што мислам дека сега веќе, мислам не сега, изминатиот период во сериозни преговори сме, дека нешто треба да се промени и направи, затоа што разбираат колку сме важни. Дека ниту едно прашање суштествено, ако ние не го разработиме, па макар и во негативен контекст, па макар и да го искритикуваме, како воопшто да не се случило, што сака денеска владата може да презентира, да дојде, да дигитализира нешто. Ако ние не го искритикуваме или пренесеме како што е, како воопшто не се случило. Така што мислам дека се ги доближуваме ставовите. Од каде тргнав? Така сакав и малку пооптимистички да завршиме, ги знаеме проблемите, нели кога зборуваме за целосно за медиумски работници, нашите генерации се оние последни кои што одеа во групи по 20-30 деца во една телевизија на пракса со месеци, па чекаш селекција, избор, дали ќе те одбера, дали не, кога имало тука конкурси за млади деца, луѓе, сме доаѓале по 500 млади луѓе и деца. Каде и препораки од професорите, да не забораваме, со факултетот, јас сум Веле Смилевски, покојни Томе Груевски. Ако го нема сега интересот кај младите, а верувам дека го има, бидејќи кога ќе видам средношколци кои што ни доаѓале тука од новинарски секции, слично им се гледа жарот во очите колку сакаат да дојдат во медиумите во Скопје. Дали ни е, прашањето ми е, дали ни е потребна стратегија некако да почне да се работи со тие деца од средните училишта? Ние последно од каде имавме што ги фалевме премногу од Евгелија, ни беа толку убави деца, толку убави за на телевизија, мислиш да ги пуштиш уште денес ќе почнат да прават тинеџерски емисии. Да одведнаш да констатираме. Немаме капацитет да ги обучиме. Ние можеме да ги обучиме. Добро. Меѓутоа ние мораме внатре во медиумите да направиме стратегија колку каде ни се потребни. Се разговараме органограм да направиме. Во МТВ најинтензивно затоа што во МТВ го имаме темплетот, а тоа е колективниот договор на МРТВ. И тоа е одличен и тој документ, тоа сакав да кажам на крај. Преку такви решенија, преку такви документи, преку такво испреговарано заклучок решение, ние можеме да ги, затоа што ако ги испланираме однапред, нели, дека со млади ќе се пополнува преку обука, таа обука ќе трае толку и толку, надоместокот ќе биде толку и толку, значи ние мораме да ставиме параметри, инаку да, и така ќе ги заинтересираме. Кога секој однапред знае од прилика каде што го очекува и каде припаѓа, мислам дека и ќе сака да ни придат и
ќе можеме да одбереме, а дека можеме да ги обучиме, можеме да ги обучиме. Тоа не е ќе стекнат вештини. Но и да ги задржиме. Па да, мојот беше дека луѓето се тука, не кажам децата се заклучокот тука, треба да ги има. задржиме, ние не ги задржавме луѓето во оваа така. професија. Ние 30 години доаѓа, се обучувавме и се заминувавме. Не ги задржавме. Овој пат треба да градиме концепт, стратегија да ги задржиме. Дали се разговара за тоа? Еве ние разговаравме денеска за Ние тоа. денеска разговаравме, со менаџментот на МРТВ се разговара, секој ден се разговара и се надевам дека и приватниот сектор Да, ќе тоа приватниот ќе треба да се ќе го вклучи, препише. да. Еве Да, гледате, да. многу едноставно нека го препише само да дојдеме до таков колективен договор. Јавниот сервис е мотор на сите тие процеси. Мора да биде, мора да биде. Меѓутоа кога и Стожер. приватните би се вклучиле, тука сигурно би бил резултатот Победата е уште по-добар. неминовна. Тоа е, да. Благодариме Павле за гостувањето во Македонија. Нема крај за Да, новинарските за работи. новинарските работи, да. Па ќе ни дојдеш повторно? О, секако. Летово, Оваа тема е вечно зошто да не? актуелна, Ете благодариме. така. Ви благодарам. Секако Завршуваме. со нас, да. Го завршуваме денешното издание на Македонија наутро. Благодарам за вниманието. Секако ние повторно се гледаме утре 6:45 на првиот канал на МТВ. Имајте убав и топол ден, во 10 часот се и најновите вести. Чувајте се. Довидување. Довидување.